Вести на Канал 8, добар ден. Не е довршено чистењето на речните корита во Кочанската котлина, поради што можно е при евентуални зголемени врнежи да дојде до нови поплави во населените места и кај земјоделското земјиште. Од Центарот за управување со кризи апелираат да се обезбедат поголеми количини нафта за механизацијата што треба да се ангажира во чистењето на каналите и речните корита. Минатогодишните поплави што се случија во овој период од годината можат да се повторат во Кочанската котлина, а најзагрозени и понатаму се населените места околу Кочанска река и околните одводни канали. Акцијата за чистење на речните корита не е завршена до крај, односно направено е само парцијално прочистување на најкритичните места, поради што се создадени тесни грла кои можат да придонесат за ново излевање на најдените води. Вакви се оценките од регионалниот центар за управување со кризи, што беа изнесени на седницата на Комисијата за земјоделство на општина Кочани, при што беше речено дека една од главните причини за нецелосното завршување на планот за чистење се преполовените количини нафта што биле добиени од државата. Наместо очекуваните 40.000 били испорачени само 16.000 литри. Доделени количини на нафта не се доволни. Не се доволни за чистење на речните корита согласно акциониот план и согласно потребите и состојбата на теренот. Состојбата кај Кочанска река е опишена, значи, од градскиот стадион. Зборам за општина Кочани, до Долни Поблок, до мостот, местото каде што има, каде што представува граница меѓу Кочани и Облешево, се уште постојат места каде што при поголеми врнежи можно да дојде до излевање. Значи тоа никого не треба да го изненади. Излевање имаше и на 7 јануари оваа година, значи као оранжериите. Андонов додаде дека во моментот најважно е да продолжи акцијата за чистење на коритото на Кочанска река на делницата од кај оранжерискиот комплекс кај Долни Подлог до влевањето во Брегалница, а што треба да се реализира во соработка на општините Кочани и Чешиново Облешево. Општината Чешиново Облешево доби поголема количина на нафта, они добија 24 тони за реализација на задачата и кај нив таа активност не е завршена и мора таму да се изврши интервенција. Во спротивно, доколку дојде до она што се случи, значи, минатата година при поголеми врнежи, при циклонски правнови, веројатно дојде до излевање, пошто сега состојбата на речното корито, например, кај нас доле кај распрсниците, кај Кружниот тек е 20 метра ширина, а доле имаме кај оранжериите 4 метра ширина, тоа праснато практично немаме речно корито и имаме јас таму. Една од најголемите причини зошто лани во февруари се случија големите поплави во Кочанскиот регион е што во 2014 година, па и пред тоа, немало никакво прочистување на речните корита и одводните канали. Затоа, неопходно е, рече Андонов, акцијата за чистење што започна минатата година да продолжи и оваа, па и во наредните години, со што ќе се обезбеди поголема заштита од излевање на водата при зголемен доток. Општина Кочани годинава се вклучи во програмата за прекугранична соработка на Република Македонија со соседна Бугарија. Ке се работи на два проекта со промотивно-туристичка и инфраструктурна димензија. Со програмата за прекугранична соработка што Македонија ја реализира со соседна Бугарија, а во која нашата општина за свој партнер од бугарска страна ги има општините Разлог и Гоце Делчев, се планира да се реализираат два проекти, за кои би требало да се добијат средства во висина од близу половина милион евра. Предходно, согласност за аплицирање за средствата од европските фондови даде и Советот на општината, па после аплицирањето на конкурсот се очекува и практична реализација на планираните активности. Фокусот на програмата е ставен на заштитата на животната средина, на промоција на туризмот и на поттикнување на економскиот развој на пограничните области на Република Македонија и Република Бугарија, така што и проектите со кои аплицираше нашата општина главно се држат во овие сфери на делување. Во приоритетната оска животна средина, проект за дорегулација на Кочанска река и дорегулација на Јазова река во Разлог, во партнерство со општина Разлог. Вредноста на проектот е 400.000 евра и во вториот проект се однесува на реконструкција на туристичко-информативен центар
Пониква и туристичко-информативен центар Попови ливади во општина Гоце Делчев. Во проектот што се однесува на туризмот, општина Кочани се јавува како водички партнер, додека партнер е училиштето Свети Кирил и Методи од општина Гоце Делчев. Вредноста на вториот проект е во висина од 490.000 евра, од кои нешто поголем процент треба да добие нашата локална самоуправа. Освен општината, своји проекти со кои аплицираат подготви и училиштата, а намената на средствата во најголем дел е за подобрување на енергетската ефикасност, при што партнери им се слични образовни институции од Република Бугарија. Покрај Кочани, во програмата за прекугранична соработка се вклучени и другите 10 општини од источниот плански регион. Тешка сообраќајна несреќа во која патничко возило излета од коловозот се случи на магистралниот пат Штип-Кочани. При тоа со посериозни повреди се здоби едно лице, кое е префрлено на лекување во Штипската болница. Едно лице се здобило со тешки телесни повреди во сообраќајна несреќа што се случи изутрината на магистралниот пат Штип-Кочани во близина на селото Чардаклија. Тоа доведе до едночасовен прекин на сообраќајот додека се вршеше увид на местото на несреќата, поради што се создаде и колона од возила. До сообраќајката дошло кога 37 годишен возачот Демир Капија, управувајќи автомобил марка Ровер со неготински регистерски таблички, излетел од коловозот и се превател во канал за атмосферска вода. Тука селото е исто како Облешово. На средината на патот и брзо се вози. Тоа е претерано брзо. Брзо се вози тука и многу деца идат народ натака навака. Внимателно, полека. Имат знак таму каде возе, да е возил 50 сигурно нема да е улезел у канал. Со возило на идната медицинска помош, возачот веднаш бил префрлен во Штипската клиничка болница, каде по хоспитализирањето лекарите констатирале тешка телесна повреда, односно фрактура на десната клучна коска. Поради сериозноста на повредата, лицето е задржано на понатамошно лекување. Истрагата на увидната полициска екипа треба да го даде одговорот за причините за сообраќајната несреќа. Истовремено од Автомото Сојузот на Македонија упатуваат апел до возачите за внимателно управување со моторни возила, особено во раните утрински часови кога има појава на слаба магла во котлините и подмрзнување на коловозите. Ивиничката полиција со отворен ден за граѓаните во просториите на локалната самоуправа. Отворен е инфоцентар за средби со полицијата, како дел од кампањата Полицијата поблиску до граѓаните. Инфоцентарот во просториите на локалната самоуправа на Виница секоја среда од 9 до 15 часот ќе биде место за средби со полицијата. Граѓаните кои доаѓаат во локалната самоуправа, доколку имаат било каков проблем која засега нивната безбедност или се соочуваат со нарушување на јавниот ред и мир, наместо во полициската станица, тоа ќе може да го направат и во центарот во соработка со полицискиот службеник кој ќе биде дежурен. Обштата цел која сакаме да ја постигнеме со реализација на овој проект е да ја подобриме безбедносната состојба на подрачјето на сектор за внатрешни работи Штип, а посебната цел која ќе ја постигнеме со овој проект е градење на позитивните односи и довербата помеѓу полицијата и граѓаните. Проектот ќе биде реализиран, како што каже градоначалникот, кога има приемен ден. Това зареден во општина Виница, тоа е среда, во времето кога е приемното време кај градоначалникот, граѓаните кои доаѓаат во било кој основа, кај градоначалникот на разговор и кога има прашање од областа на безбедноста, слободно може да дојдат да придат кај нашиот полициски службеник и да поразговараат на прашање од областа на безбедноста. Во наредниот период исто така ќе свикаме и советодавна група на граѓани на која ќе поканеме сите претставители на урбаните и на местните заедници, значи со цел да ги запознаеме и нив со реализацијата на овој проект во нивната средина каде што живеат, да ги запознаат нивните граѓани, се со цел значи граѓаните да бидат запознаени дека имаме таков информативен центар кој функционира во времето од 9 до 15 во среда, да можат граѓаните да дојдат и да придат во нашите полициски службеници. Градоначалникот Емил Дончев ја подржа оваа иницијатива, нагласувајќи дека во Виница се реализираат повеќе проекти со помош на советодавната група, одделот за превенција и полициската станица, а истите се во насока на превентивна реакција и заштита на граѓаните пред се на младата популација. Се работи за проект доближување на полицијата до граѓаните и во денот кога општината има приемен ден, односно кога градоначалникот има приемен ден, во исто време овде ќе биде и полициски службеник
и со кои граѓаните ќе може да поразговара доколку има проблеми од безбедносен аспект. Јас овде би ги спомнал успешно реализираните проекти и успешно превенираните проблеми во соработка со секторот за превенција, значи во повеќе области, во повеќе институции, во соработка со полицијата имаме реализирано различни проекти, почнувајќи од детската градинка, основното и средното училиште, така да се на се една успешна соработка. Продолжува советодавната група на граѓани да заседава во наредниот период, така да очекуваме и во наредниот период да ги пресретнеме проблемите пред тие да се случат. Сите овие активности СВР Штип во соработка со полициската станица во Виница ги реализира во рамките на кампањата Полицијата поблиску до граѓаните. Новина во Фондот за здравствено осигурување. Наместо досегашното малтретирање по шалтери во фондот и кај специјалистите, од 1 февруари електронски ќе се издаваат потврди за ортопедски помагала. Фондот за здравствено осигурување овозможува нови електронски услуги, а се однесува на осигурениците кои користат ортопедски помагала. Со новата електронска услуга, електронска заверка за ортопедско помагало, осигурениците нема потреба да доаѓаат во подрачните служби на фондот и да чекаат на шалтери, бидејќи специјалистот и матичниот лекар ќе може да ја издаваат и заверуваат потврдата од ординација, односно од нивното работно место. Информацијата и новината ја потврди раководителот на Фондот за здравствено осигурување подрачна служба Кочани, кој истакна дека од 1 февруари електронската заверка ќе стартува и во Кочани. За остварување на ова право во 2015 година се направени 145.000 заверки на потврди за ортопедски помагала, што значи 145.000 луѓе дошле во Фондот за здравствено осигурување. Од 1 идниот месец за сите овие осигуреници услугите ќе бидат достапни и по електронски пат и нема да има потреба да доаѓаат во подрачните служби на фондот. На товар на фондот се одобруваат вкупно 355 типови ортопедски помагала, односно 1373 помагала од различни производители. Сите ортопедски помагала за кои не треба одобрување од лекарска комисија, осигурениците од први ќе можат директно да им ги заверува матичниот, односно лекарот специјалист. Истата потврда по направената заверка станува достапна за ортопедските куќи и со заверената потврда осигурениците одат во ортопедската куќа која сами ја избираат и веднаш го подигнуваат помагалото. Оваа нова електронска услуга важи за сите осигуреници кои имаат потреба од ортопедско помагало, од групата научни помагала, слушни помагала, од групата помагала за одржување на глас и говор и од групата на замотехнички и завнопротетички средства. Специјалистите и матичните лекари ќе може да се најават на порталот на фондот и преку специјално дизајнирана алатка и електронски да го потпишат барањето за потреба од ортопедско помагало. Нова активност за дополнително оспособување и пренесување странски искуства за пчеларите од Кочани организира Пчеларското здружение Матица. Се работи за стручно предавање на тема современ начин на пчеларење со посебен осврт на пролетниот развој и оптималната структура на пчелите за максимални ефекти во периодот на медобер. Предавач ќе биде професорот Ѓоко Зечевик од Србија, одличен познавач на проблемите од областа на пчеларството. Предавањето ќе се одржи в петок на 29 јануари во мултикултурниот центар во Кочани со почеток во 18 часот. 78.450 денари се собраа за помош на Методи Митев од Кочани на хуманитарниот концерт по патеките на Тоша што се одржа во понеделникот. Граѓаните ја наполнија спортската сала и донираа за Митев, кој собира средства за потребната операција во Кина. Успешноста на концертот по патеките на Тоше што се одржа во понеделникот во спортската сала во Кочани се гледа по собраните средства наменети за Методи Митев. Повеќе од 70.000 денари се собраа од продадените карти и беа префрлени на сметката на Митев. Еве денес ги предадов парите во Тутунската банка на сметката на Методи Митев. Вкупно се продадоа 784 влезници, во пари тоа е 78.450 денари.
оваа прилика би сакал да се зблагодарам на сите мои сограѓани кои помогнаа и оваа година успешно да го реализирам и да го заокружам, би рекол, оваа хуманитарна мисија. Еве, колку можевме, односно дониравме толку колку што можевме, јас и моите граѓани, апелирам и понатаму да продолжи хуманата мисија за Методи Митев, да му помогнеме и уште еднаш уште неколку пати да му подадеме рака со што ќе го продолжиме неговиот живот, би рекол. Тоше Илиев рече дека со вакви хуманитарни активности и концерти ќе продолжи и понатаму и колку е во можност ќе им помага на граѓаните на кои им е потребна помош. Методи Митев истакна дека и покрај донациите од страна на граѓаните, сепак уште многу пари му недостасуваат за потребната операција во Кина, по која треба да застане на нозе. Затоа акцијата на собирање средства за Митев продолжува и понатаму. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.